Со име, слика и адреса, осудените педофили веќе се објавени на интернет. За сега ги има 100, меѓу нив и неколку жени, но набрзо се очекува нивниот број да порасне, бидејќи се чека правосилност на пресудите за уште десетина педофили. Во регистарот тие ќе останат најмалку 10 години, пошто ако не го повторат делото, ќе може да бидат избришани. Сепак, статистиката покажува дека педофилијата останува најчесто повторувано кривично дело. Осудените лица должни ќе бидат по истекот на изречената казна најмалку еднаш годишно, 5 дена пред нивниот роден ден, па се до крајот на нивниот живот да се пријавуваат до надлежниот судски органи. Со оваа законска обврска тие лица ќе бидат контролирани до крајот на нивниот живот. Регистарот е достапен до целата јавност. Се пребарува и по име и по место на живење. И покрај обвинувањата дека вака се крши законот за заштита на личните податоци на осудениците, министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски истакнува дека ова е единствен начин за заштита на децата. Сепак појаснува, секоја злоупотреба на регистарот ќе биде казната. Да не го злоупотребуваат регистарот, податоците кои се содржани во регистарот со цел заканување, заплашување, вознемирување на осудените лица или на членовите на нивните семејства, или на друг начин да не ги злоупотребуваат објавените податоци затоа што за тоа следува парична казна или казна затвор до 6 месеци. Само изминатава седмица беа приведени неколку педофили. 60 годишен охриѓанец се само задоволувал пред 20 годишни девојчиња. Директор на училишто Демир Капија сексуално злоставувал 2 малолетни момчиња. И покрај предупредувањата, бројот на педофили во Македонија постојано расте. Надлежните сега се надеваат дека со јавното објавување на осудениците, бројката на злоставувани деца ќе биде намалена.